Македонија има големи потенцијали за развој на културниот туризам, но се уште не е доволно развин, велат туристичките работници. Италијанската невладина организација Оксфам се обидува да го развие културниот туризам во Скопје, Сараево и Мостар. Оттаму посочуваат дека на целиот Балкан не се вложува доволно во промоција на културно-историските знаменитости, кои се важен дел од вкупниот развој на туризмот. Последните години Балканот се соочува со негативен имидж во светот, а тоа е поради разните предрасуди. Сметаме дека уште многу треба да се направи да се поврзат територијалните ресурси. Културниот туризам треба да се поврзе, особено во Македонија, каде потенцијалите се големи. Системски да се поврзе и понудата и промоцијата, се со цел да се смени негативниот имидж, кој за жал се уште постои. Неразвиениот културен туризам придонесува за изумирање на старите занаети, особено грнчарството и ткаењето. За да го запрат овој негативен тренд на губење на македонската традиција, италијанците ќе помагаат да се освежи старата скопска чаршија. Една од активностите е да финансираме реновирање на 4 деловни простори. Тие 4 деловни простори во рамките на чаршијата сакаме да бидат интегрирани во еден центар за занаети. Ќе придонесеме кон постепено, збогатување на содржините во старата скопска чаршија. И со тоа ќе овозможиме да се зголеми бројот на посетители и туристи, да ја направиме чаршијата уште поатрактивна за посетителите и на таков начин ќе овозможиме на некој начин и економски развој. Во чаршијата ретко може да се најдат автентични македонски сувенири. Трговците велат дека нема кој да ги изработува бидејќи занаетчи има се помалку. Па занаетчи во чаршијата, што знам, ние сме краток период тука, ама претежно се повеќе трговци, има нешто од занаети, од лим што изработуваат, ама вака во сувенири скоро и да нема. Па изумираат општо како све што е во држава, недоволна организираност меѓу самите занаетчи, првин поддршка помала од државата и така на изумирање се. Според податоците на Заводот за статистика, само во првите 4 месеци од годинава, главниот град го посетиле околу 35.000 странски туристи.